Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. Настаните од 9 и 10 мај за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на жителите на Диво населје. Старите домови и спомени во нив исчезнаа, но се градат нови куќи и нова иднина. Екипата на К3 телевизија беше на терен и еве каква е сликата една година подоцна. Уморно попладне во Диво населје, спарно и тешко, но ништо пострашно од тоа утро на 9 мај кога прелетуваа хеликоптери и се слушаа татнежи од оружје, детонации, сега веќе врежани во сеќавањата на жителите од Јоско Илиевски, Рушич, Шакир. Двете тесни улици каде припадниците на МВР водеа 28-часовна борба со терористичка група. Куќите изрешетани со куршуми веќе не се видливи. На нивно место има ново изградени. Секој од жителите доби обештетување од владата. Задоволни, но велат и старите им биле добри. Жителите на Диво населје тврдат дека не знаат кои биле мотивите за настаните од 9 и 10 мај, но децидни се, нему наштетија на соживотот во населбата и во градот кој со децении беше пример за меѓуетнички соживот и толеранција. Еден од нив е и татко на обвинет од Кумановската група. Ја 49 роден. Ево ово македонци бија. И свадбу, и кад сме умро, на војско кад сме ишо, све заедно. Ево ово пеца, у Чикраде, овде, знаеш Чик овде, да. Донесио нама да шијемо ципеле со спар. Со овие, тој не се мешам, то немамо везо, ја не гледам ја што е македонци. Јас сум комшија, ми сме братство единство овде. Меѓу луѓе добро. Без обзира дали е македонец, дали е србијанец, дали е албанец, дали е друг нација. Ми добро живееме нима. Немаме никаков проблема. Ништо не навестувало дека тоа утро Кумановско Диво населје наредните 2 дена ќе биде во центарот на вниманието на медиумите од Македонија и странство. Жителите се сеќаваат дека се било вообичаено мирно и дека одеднаш се слушнале пукотници. Дел сонливи, дел расонети, сите се обиделе да се сокријат, не знаејќи од која страна летаат куршуми. Останува тоа спомен ќе остане за секогаш. Мислам дека со очи некој кој што гледа може да го предпостави и да го види, ама овие што сме ние по хендикипирани лица, тоа останува во мозок како да е меморирано. Фала од Бога што е остало жив. И спусти се надоле, на тој ситуација најлошо. Излазив према брата тамо, има зов брата, има и отиши таму подрум. 14 сата се били унутра. Така, фала што остали со живи. Токму овие жители на 10 мај ги евакуираше македонската полиција на безбедно. Јас сум изаѓал туј. Од полиција сум предал и ми носио устаници. Ние ми дира, ништо, нада. Ми фатија, ми узеја со компањоло, ми носио станицу и таму прегледа и готово, друго ништо, не ми дира, не ми тепа, ништо, не. Брат ми искочи, викна дека сме инвалиди цивили и благодарение на некои полицајци има милост и ни рекоа не се плашете, ќе ве извлечеме надвор ние. Жителите на Диво населје сега веќе имаат речиси изградени куќи. Чекаат налето сите да се приберат. Дел од нив се уште се сместени под кирија. Година дена подоцна велат имаат секојдневни проблеми и потреби. Куќите и спомените кои ги имале во нив исчезнале на 9 и 10 мај, ама со новите додаваат ке се гради нова иднина. Сега се порелаксирани, чекаат да им се решат комунални проблеми. Сепак она што не може а да не се забележи се куќите изрешетани со куршуми, лоцирани на почетокот на улицата, чии што сопственици се меѓу обвинетите во судскиот процес Диво населје. Општинската организација на Гром на денешната пресконференција ја одржа во пресрет на 9 мај, Ден на Европа, Ден на борба против фашизмот, но и ден кога се навршува една година од терористичкиот напад во Куманово. Гром преку советникот во општината ќе достави предлог во градот да биде изградено спомен одбележје во чест на 8 херои, символ на слобода, мир, но и гордост и одлучност во битката да се сочува државата. Во пресрет на 9 мај, Денот на Европа и Денот на борба против фашизмот, Општинската организација на Гром соопшти дека ќе поднесе иницијатива за поставување на спомен одбележје во чест на загинатите херои од настаните од 9 и 10 мај од Куманово. Иницијативата ќе ја поднесе советникот од оваа партија во локалниот совет.
потенцирајќи дека 9 мај е ден кога се навршува една година од терористичкиот напад на градот и херојското загинување на нашите 8 бранители кои ги дадоа своите животи за нас, за нашиот град и држава и за успехот за она што се нарекува војна со тероризмот, повторно ја ставија Македонија на вистинската страна, на страна на напредниот свет, на слободата, правдата и достоинството на сите. Ние, како општинска организација на Гром Куманово, нашата почит кон 8 херои сакаме да искажеме со предлогот за изградба на спомено бележје на територијата на нашиот град. Овој предлог ќе биде доставен од советникот на Гром во Советот на општина Куманово, до Советот на општина Куманово како единствен надлежен орган да донесе одлука по овој предлог. Ова спомено бележје ќе символизира желбата на сите нас за мир, слобода и соживот на сите граѓани кои живеат во Република Македонија. Ќе допринесе да им се поклониме на 8 херои и да искажеме сочувство и почит кон нивните семејства. Нова спомено бележје ќе представува и символ на гордоста и одлучноста во битката за нашата земја и држава. Од Гром нагласија дека ова спомен од бележа ќе ги потсетува идните поколенија на храброста на нашиот народ, но и ќе порача дека на иста пречка ќе најде секој кој ќе се осмели да ја загрози безбедноста, територијата, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Тие потсетија дека 9 мај има и пошироко регионално и глобално значење, како ден на Европа, но и како ден на борба против фашизмот. Сопственичките права на недвижен имот годинава бесплатно ќе се запишуваат во 29 рурални катастарски општини, меѓу кои Пелинце и Длабочица. Општините во кои ќе се прави запишувањето се опфатени со годишната програма на владата за ажурирање на податоците по службена должност, со која треба да се намали процентот на катастарски парцели со неутврдена сопственост. Граѓаните и правните лица кои поседуваат имот во катастарските општини Пелинце и Длабочица имаат можност бесплатно да го запишат правото на сопственост, соопштија од Оделението за катастар на недвижности од Куманово. Овие две општини влегуваат во групата 29 од Македонија, кои влегоа во годишната програма на владата, со која се ажурираат податоците по службена должност за 2016-та. Ги повикувам сите граѓани кои имаат незапишани права на сопственост, кои при систематското запишување на права не ги поднеле пријавите или не знаеле, не дошле, да поднесат пријава до нашето шалтерско оделение. Значи, нашите екипи ќе извршат увид на лице место на терен, ќе се направи геодетски елаборат и бесплатно ќе им се запишат правата. Стратешка цел на агенцијата е секоја парцела во Македонија да биде со утврдена сопственост. За реализација на оваа цел беа донесени законски измени и годишна програма. Во овие 2 години мерката ја искористиле 10.000 граѓани и правни лица на кои бесплатно им се утврдени правата на сопственост. На ниво на државата 9,9% од вкупниот број парцели се уште немаат утврдени права на сопственост. За реализација на оваа цел во 2013 се направи измени во Законот за катастар на недвижности, со кој се овозможи катастарските општини каде што е процентот на утврдени права на сопственост е поголем од 20%. Со годишните програми за 2014 и 2015 беа опфатени 104 катастарски општини од вкупно 205, каде што процентот на неутврдени права на сопственост е поголем од 20%. 7 мај, денот на полицијата, беше одбележан од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани. Тие на градскиот плоштад поставија пано со слики од бранители кои го загубија својот живот во 2001 година и положија свежо цвеќе во нивна чест. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани на достоен и пригоден начин го одбележа 7 мај денот на македонската полиција. Тие се поклонија и положија цвеќе на градскиот плоштад, каде направија пано со слики од борци кои животите ги загубиле во 2001 година. Ние како Сдружение на армиски и полициски ветерани овој ден го чествуваме во чест на нашите припадници на армија и полиција и нас ветераниве кои целиот работен век сме ги биле во овие служби. Затоа и овој ден за нас е честит и нека биде уште еден честит празник на сите припадници на полиција и безбедностите служби на армијата. Инаку Сдруженијето додаде дека Куманово е единствениот град кој нема изградено споменик во чест на загинатите борци од 2001 година. Тие апелираат до локалната самоуправа и Советот на општина Куманово да им дадат едно место кое ќе биде во знак и сеќавање на тие луѓе.
Секторот за внатрешни работи Куманово го одбележа 7 мај денот на македонската полиција. По тој повод припадниците на секторот за внатрешни работи ги посетија почивалиштата на припадниците на Министерството за внатрешни работи кои животот го загубија извршувајќи ја својата должност и положија цвеќе. Во чест на 7 мај Одсекот за превенција организираше шаховски турнир. Одсекот за превенција од СВР Куманово денеска по повод денот на полицијата 7 мај организираше шаховски турнир кој се одржа во просториите на Општинскиот Црвен крст. Припадници на Кумановската полиција, армијата, противпожарната единица, Сдруженијето на пензионерите, на армиските и полициските ветерани, регионалниот центар за управување со кризи и Црвен крст учествуваа на турнирот во шах кој има ревијален карактер. Со своји екипи ќе настапуваат представници од АРМ, представници од Сдруженијето на ветерани армиски и полициски, Друженијето на пензионери Куманово, Општинската организација на Црвен крст, Центарот за управување со кризи и противпожарна територијалната единица од Куманово. Мал хендикеп имаме денеска бидејќи екипата на Црвен крст се ангажира на своји задачи, бидејќи имаат активности премногу. Така исто и екипата од Центарот за управување со кризи. Меѓутоа, имаме доволен кворум за да се одржи овој традиционален турнир. Така да во секој случај, во интерес на времето не би должел. Ви благодарам што дојдовте, што одвоите од вашето време и покрај сите ваши активности кои ги имате. Ви посакувам фер и коректна и спортска игра и нека победи најдобриот. Утрово припадници на СВР Куманово положија цвеќе на починатите припадници на МВР кои животот го загубија вршејќи ја својата должност. Инаку СВР Куманово ги покрива општините од североисточниот регион: Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково со околу 200.000 жители. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција, денеска во цела Македонија на спомен одбележјата ќе биде положено цвеќе на починатите припадници на МВР. Денеска единицата за специјални задачи Тигри одбележува 35 години од формирањето. Представниците на МВР традиционално ќе ги посетат и децата без родители од Домот за згрижување на деца и младинци 11 октомври, Домот за доенчиња и мали деца во Битола и Дневниот центар за лица со посебни потреби во Тетово, при што на децата ќе им бидат дадени подароци. Во Крива Паланка вчера по повод 7 мај денот на полицијата со полагање цвеќе на спомен одбележјето на загинатите бранители од општината во војниот конфликт од 2001 година и меморијален фудбалски турнир беа одбележени 15 години од нивната погибија. На спомен обележјето на бранителите од Крива Паланка, Момир Стојановски, Јане Јакимовски и Горан Стојановски, пред полициската станица почет им оддадоа семејствата на загинатите херои. Општинска делегација предводена од градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, пратеничката во Собранието на Република Македонија Слагена Митовск, представници од посебна единица на полицијата, Македонскиот полициски синдикат, представници на Министерството за внатрешни работи, членови на Сдруженијето Херои на Македонија, на единицата за обука и поддршка, полициска станица за гранична контрола и граничен надзор, делегација од Општински комитет на ВМРО ДПМНЕ, Општинска организација на СДСМ Крива Паланка и останати лица од општината. По ова во спортската сала Петар Попарсов се одржа меморијален турнир во мал фудбал во организација на полициска станица од Крива Паланка и Македонскиот полициски синдикат, кој традиционално 15-та година поред се одржува во чест на бранителите. Македонскиот полициски синдикат ги чествува овие денови, а поготово ваквите денови кога се посветени во чест на загинатите бранители. Иако помина 15 години, сепак не ги заборавивме бранителите кои што херојски го дадоа животот за одбрана на татковината. Ова е еден спомен и почит спрема загинатите со цел да не дозволиме да се заборави таквото дело и да пренесеме порека на наредните генерации. Помладите генерации се вклучени целосно во организацијата на турнирот и учествуваат, така да мислам дека се пренесува. Поканете се екипи од посебна единица на полиција, соседни градови, полициски станици што гравитираат на општина Крива Паланка, како и институции од општина Крива Паланка. На турнирот, освен домашните екипи од Центарот за возила, единицата за обука и поддршка, полициската станица за гранична контрола и граничен надзор, царинска испостава ДВ Бајер, Сдруженијето Горјан, здравствениот дом Димитар Арсов од Крива Паланка, учествува и екипи од Кратово и Свети Николе. Прв пат беа доделени и плакети за посебен придонес и заслуги кои им беа врачени на Бранко Трајановски, командант на единица за обука и поддршка, и Арсенчо Алексовски, градоначалник на Крива Паланка.
Свети Марко е еден од Христовите апостоли кој се прославува на 8 мај секоја година. Кумановци, а и посетители од другите градови доаѓаат да наполнат од лековитата вода од Марковиот бунар и запалат свеќа за здравје. Тројка Јанчевска, една од основачите на црквата, во име на сите посетители кои секоја година сечат колач за овој празник, е револтирана од сознанието дека владика Јосиф од оваа година не дозволува да се сече колач кај Марков бунар. Голем број верници секоја година го посетуваат бунарот со света вода, чиј патрон е Свети Марко. Верниците доаѓаат да наполнат од лековитата вода и запалат свеќа за здравје. Тројка Јанчевска, еден од основачите на црквата, секоја година со голем број на посетители доаѓа да сече колач и заедно со кумовите подготвуваат трпеза да го прослават празникот. Таа и големиот број на посетители се револтирани од сознанието дека владиката Јосиф од оваа година им забранува да сечат колач кај Марковиот манастир. Наместо тука, колачите треба да ги сечат во црквата Света Мина. Ние ќе дојдеме на Свети Марко, не може тој да ни одреди. Викам, ја не можам да кажам ништо. Што вели Јосиф? Што брани? Не сум го видела. Што сте слушнали? Не, ништо, само биле во црква Света Мина. Кој сака да дојде, нека дојде во Света Мина да сече колаш, а не на Свети Марко. Зошто? 15 години свештеници зимаа пари од народ за црква. Нели тоа срамота? Кој зима пари? Свештници, јас не. Јас донирав. И Марија многу помогна да изградиме, да направиме. Ништо ова не е случајно. Ово е Божја промисла, да се најде света вода Свети Марко. А на ова вода треба да се очита. Тројка 5 години работи во манастирот Света Недела во Штип. Иако оставена сама со своето тогаш мало дете, без подршка од незиниот татко, со Божји молитви кои ги има научено, му служи на народот во овој манастир. 5 години јас одев во манастир, во Штип, служејќи на народ, без да ми некој плача. Петок, сабота и недела. Го водев моето дете, кој беше малечок, и он ми вика: мамо, што смо ја ти јадни. Зима, лето, јесен, пролет. Газевме по таа црвена земја. Но бевме храби, плачев. Викав се што и лоши зборови. И викав зошто јас, треба некој кој Бога да оди, а не јас со моето мало дете. А он ми вика: мама, што смо ја ти јадни. А јас му викам: не, сине, дедо Боже негде не гледа до горе на небо, ние ќе одиме, сине, само да бидеме храбри. Многу луѓе си имаат подпишано за обстојување на овој манастир и продолжување на традицијата. Тие барат овдека да се сече колач овдека. Еве 15 години се сече колач, а гледам нешто, неколку луѓе доаѓаат, прашуваат дали ќе се сече, а изгледа дека нема овој забранил Јосиф ли, не знам што е. И не знам што ќе биде утре работа, дали ќе се сече или не. Свети Марко е еден од Христовите апостоли, писател е на 4 евангелија. Насатните за кои пишувал ги дознавал од апостол Петар. Тој е прв проповедник на христијанството во Египети, прв александрски епископ. Бил заедно со апостолите Петар и Павле пред нивната маченичка смрт. Неговите мошти биле положени во црквата што тој изградил во Александрија, а потоа се пренесени во Венеција. Како и секоја сабота, така и ова, граѓаните на Крива Паланка побрза во набавка на потребните намирници пред дождот да ги спречи во намерата, а земјоделците и овој пат ги изнесоа своите сезонски производи на продажба. Богатата понуда на сезонско овошје и зеленчук ги собра купувачите на едно место. И оваа сабота, како традиционален пасарен ден, граѓаните побрзаа во набавка на намирници уште во раните часови, но попатните средби со познаниците ги задржуваа и подолго. Продавачите доаѓаат од селото од Славишко поле, но има и од Куманово, Струмица, Кочани. Како што велат тие, нудат еколошко, чисто и квалитетно произведено овошје и зеленчук. Земјоделската работа е тешка, велат пасарџиите, но доколку се работи вредно и посветено, е исплатлива. При тоа треба да се внимава на временските прилики кои влијаат при производството на агрокултурите. Па се домати, краставици, тиквички, треши, зелка, мало крумиче, лукче. Од каде ова произведено? Од Кочани. Има разно од Кочани, зелката од Струмица. Што купуваат луѓето најмногу? Па највише краставици, домати, зелка, тоа што е сезонско.
Зеленчук продаваме, еве, краставици, зелка. Луче, кромици, се. Дали е ваше производство? Да, Од кој е регион? од Клешовци селото, да. Убаво, мислам, чисто е, непрскано е, под најлон фолиско е. Дали И така. исплатлива земјоделската работа? Па се исплатува. Кој сака да работи убаво и на време, се исплатува. Што продавате да ни кажете? Расат пипер. Ништо. Дали има купувачи? Многу слабо. Дали се работи сиромашни или што е работа, слабо, многу слабо, претерано слабо. Карактеристично за периодов се и преполните тиски со цветиња. Паланчани побрзаа да купат разни видови на цветиња за разубавување на дворовите и балконите во предстојниот пролетен и летен период. Па нема што да се работи. Мора бизнис да направиш за да оствариш екзистенција. Иначе како со друго нема, мораш да најдеш што се вика со еден збор работа. Дали луѓето купуваат ова? Па види, сега моментално како ова што се гледа овде, повише идат на нима и затоа ние се одлучиме ова цвеќе да го производиме. Па не испаѓа нешто. За леп има, ако не за повише. Па се бара ова, го викат грчка сардела, а овие албанци го викат джилјан, со еден збор. И меѓу нима, например, и нас тука се троши, добро се троши, не е лошо. Кој работи да знаеш дека заработува, кој не работи нема. Купувачите пак едногласни дека сезоната налага свежа и здрава храна, која подразбира овошје и зеленчук, која ја набавуваат од проверени продавачи. Македонија се најде на 7-то место во Источна Европа според бројот на Гринфилд проекти, како и на 3-то место по бројот на проекти на странски инвеститори по глава на жител, на ранг листа на реномираниот магазин Site Selection. Македонија се најде на 7-то место во Источна Европа според бројот на Гринфилд проекти, како и на 3-то место по бројот на проекти на странски инвеститори по глава на жител на ранг листата на реномираниот магазин Site Selection. Пред Македонија се најдоа Чешка и Унгарија. Според првиот човек на дирекцијата за управување со индустријски зони Виктор Мизо, ова ќе биде знак за странските компании дека Македонија е добро место да се вложат своите пари. Странските фабрики во зоните се повеќе го билдаат македонскиот извоз и ја менуваат неговата структура. Извозот во првите 4 месеци е за речиси третина поголем по обем од оне во истиот период лани. Овие бројки ќе растат и во иднина, бидејќи со работа започнаа или ќе стартуваат годинава голем број компании. Гентерм и ОДВ Електрик се при крај со изградбата на погоните во зоната во Прилеп, односно Струга, а на почетокот на март Key Safety Systems започна со работа во фабриката во Кичево. Активно се гради и во зоните на главниот град. Во Бунарџик се градат 3 фабрики на македонската Хайтек, на германско-египетската ГЕС и на белгиски Ван Хул. При крај со градбата и Кондево во Штипа наскоро се очекува да стартува изградбата на погонот на Джонсон Контролс во Струмица. Република Македонија е партнер од Оверба кој ги исполни сите критериуми да биде дел од НАТО и од Европската Унија. Вложивме и големи напори да обезбедиме хумани услови за мигрантите и нивен транзит низ нашата земја, истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски во обраќањето на меѓународниот форум To Be Secure, што се одржа во Будва, Црнагора. Јолевски го поздрави договорот помеѓу Европската Унија и Турција за мигрантската криза и повика на создавање на сеопфатна стратегија која ќе ги опфати не само членките на Унијата, туку и земјите засегнати од оваа криза, меѓу кои Македонија, Турција, но и онаму каде се создава кризата во Сирија и Ирак. Оваа криза ги надмина и најпесимистичките предвидувања. Токму затоа постои потреба земјите долж Балканската рута да бидат слушнати. Треба да имаме предвид дека Македонија ја штити Шенген зоната и затоа соработката и наоѓањето решенија мора да ги вклучи сите земји кои се засегнати, додаде Јолевски на панелот посветен на заштитата на границите и мигрантската криза. На маргините на форумот Јолевски оствари одвоени билатерални средби со министерот за одбрана на Црнагора Милица Пејановиќ Ѓуришиќ, заменик министерот за национална одбрана на Турција Шуај Алпај. Покрај тоа имаше кратки средби со претседателката на Хрватска Колинда Грабер Китаровиќ и заменик генералниот секретар на НАТО Александар Вешбоу.
Министерот Јолевски информираат од неговиот кабинет. На средбите посочи дека Македонија останува посветена на незината евроатлантска иднина, за што е подготвена уште од 2008 година. На средбите со министерката Пејановиќ Ѓуришиќ и заменик министерот Алпај, Јолевски истакна дека и од двете земји на престојниот самит на Алијансата во Варшава очекува силна поддршка за членство на Македонија во НАТО. Воедно на средбите стана збор за потребата од поблиска соработка во однос на предизвиците од мигрантската криза, а беа потврдени и одличните односи на Македонија со Турција, односно Црнагора, соопшти Министерството за одбрана. Миграцијската криза во Европа се наоѓа на пресвртна точка благодарение на договорот со Турција за запирање на илегалната миграција, кој ги покажува првите резултати, изјави претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Свето денеска. Миграцијската криза во Европа се наоѓа на пресвртна точка благодарение на договорот со Турција за запирање на илегалната миграција, кој ги покажува првите резултати, изјави претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер за медиската група Функе. Според договорот со Европската унија, Турција се согласи да помогне во одвраќањето на нелегалната миграција кон Европа во замена за забрзани преговори за членство, укинување на визите и финансиската помош. Јункер изјави дека договорот склучен во март веќе и помогна на Европа да ги управува подобро миграцијските текови. Јункер ја критикуваше одлуката за поставување ограда на грчко-македонската граница. Властите во провинцијата Алберта во Канада прогласија вонредна состојба по големите шумски пожари, кој ги принуди над 100.000 жители на Форт Мекмари да го напуштат градот. Надлежните соопштија дека пожарот брзо се шири и може да уништи голем дел од градот. Пламените во Алберта до моментов опфатија 100.000 хектари шума, вклучувајќи и 2.000 домови околу градот кои во целост се изгорени. Владата прогласи вонредна состојба во целата богата со нафта провинција. Повеќе од 1100 пожарникари се борат со 49 оделени огништа во неа, од кои 7 се тотално надвор од контрола. Справувањето со пламенот ќе потрае многу недели, изјави еден од раководителите на противпожарната служба. Израел повторно бомбардираше цели на групата Хамас во јужниот дел на појасот Газа. Нападите се одговор на ракетен напад од територијата на Палестина против израелските цели преку границата. Во последните денови размената на удари меѓу палестинската Хамас и Израел тече речиси постојано. Претходно оваа недела израелските сили открија неколку тунели, ископани од група меѓу палестинските територии и Израел. Војниците постојано беа цел на Хамас во последните денови, што доведе до голем број бомбардирања во Газа, кај нив загина една палестинка. Кошаркарите на Куманово со пораз ја започнаа полуфиналната серија во Скопје против Карпош Соколи, од кого загубија со 97-91. Кошаркарите на Куманово неуспешно ја отворија полуфиналната серија против Карпош Соколи. На преворот беше мощен нервозен и имаше неколку прекиди, а во тие околности кошаркарите на Куманово не успеа да се снајдат. Во првото полувреме во салата Борис Трајковски видовме израмнет напревар во кој екипите се менуваа во водство. Во второто полувреме следуваше чуден дуел со многу нервоза на теренот. Во еден период од вториот дел Карпош успеа да се стекне со водство над 10 кошеви и тогаш се чинеше дека ќе слави победа. Меѓутоа Куманово успеа многу брзо да се соземе и да се врати во мечот со серија поени. Во финишот на мечот видовме интересна завршница, а Куманово имаше шанса да забележи победа, која сепак не успеа да ја оствари на крајот. Екипата на Карпош до победата ги предводеше двоецот Шепа и Болтич со 24, односно 22 поени. Во екипата на Куманово Трајковски офори 22, а Марко Симоновски 18 поени. Следниот напред помеѓу овие две екипи се игра во недела во Куманово во 19 часот. Во големото финале во кошарка на гимназијадата, што се одржа во Куманово, екипата на Јосип Broz Tito од Скопје славеше победа над Гоце Делчев со 55-40. Одлична кошаркарска представа во салата на средното училиште Перонаков прикажаа двете екипи.
Во првиот дел се водеше равноправна борба помеѓу двата тима, кој гостите од Скопје го решија со минимална предност. Во вториот дел Јосип Брос Тито успеа да го наметне својот стил на игра со цврста одбрана и добар напад, кој придонесе да стекнат предносот од на 20 кошеви разлика, кои се покажаа недостижни за кумановци. До крајот домаќинот максимално се обидуваше да го стигне ривалот, меѓутоа немаше сили за комплетен пресврт. Сосема заслужена победа на гимназијалците од Скопје, кои беа подобар противник и заслужено го поднесоа победничкиот пехар. Во гимназијата Јосип Брос Тито со играта се истакна триото Георгиевски со 12, Василевски со 14 и Димитриевски со 13 поени, додека во гимназијата Гоце Досчев се истакна Ѓорѓиевски со 14 и Ѓорѓевски со 12 кошеви. Ракометарките на Вардар во полуфиналето од Лигата на шампиони ќе се сретнат со романскиот представник ЧСМ Букурешт. Нашиот шампион е подготвен за историскиот надпревар, а победата обезбедува пласман во големото финале, што ќе представува најголем успех во историјата на клубот. Вардарки се пред најголемиот предизвик во оваа сезона во Лигата на шампионите. Противникот во полуфиналето, романската ЧСМ, е сериозна екипа, која никако не смее да се поцени, па поради тие причини ќе биде потребна добра игра во текот на сите 60 минути. Најпрво добар ден на гледачите на нашата телевизија К3. Па сметам дека Вардар на овој надпревар е благ фаворит. Доволно работи се променија во играта на Вардар. Вардар игра подсврсто, игра и побрзо, организиран се во напад, имаат изворени поединци, некои ракометарки проработа. Сметам дека денешниот надпревар дека ќе го добијат и утре дека ќе настапат во финалето. Екипата на Букурешт не е за подценување. Значи има изворедни поединки, изворедни репрезентативки, скопна интернационалки, но реков дека блага предност давам на Вардар и очекувам Вардар утре да настапи во големото финале, веројатно со будучност. Па ова екипа на Букуреш мора да се скрши на тој начин што одбраната мора да функционира безпрекорно. Да Вардар во последно време игра доста атрактивно, брзо на полуконтри и контри. Мислам дека тој е првиот рецепт, а вториот рецепт е да се стабилни во нападот, да не се губат топки, лесни топки, да не прима Вардар некои лесни голови, туку со организирани акции да дојдат до предност која ќе задржат до крај. Како и да е, веруваме дека екипата на Вардар има доволно квалитет да ја помине првата пречка, а тогаш многу полесно ќе се размислува за успех во големото финале. Актуелниот тренер на Јувентус Максимилиано Алегри останува верен на тимот откако потпиша нов 2-годишен договор. Одличниот напаѓач Бен Арфа се наоѓа на мета на каталонскиот гигант Барселона, која има желба да го ангажира во летниот преоден рок. Вести од Меѓународен спорт. Масимилиано Алегри останува верен кон Јувентус откако потпиша нов договор со најтрофејниот италијански клуб. Актуелниот договор на Алегри стекуваше во јуни 2017 година, но трофејниот тренер се договори за продолжување на соработката до 2018 година. Остваривме огромен успех во текот на сезонава, но пред себе имаме уште повисоки цели за еднината, поврзани пред се со Лигата на шампионите. Задоволен сум бидејќи покрај одличните резултати во тимот вклучивме и неколку млади фудбалери, пред кои допрва престои блескава иднина, изјави Алегри. Екс-тренерот на Милан пред 2 години го наследи Антонио Конте на клупата на Старата дама и успеа да освои 2 скудета, а лани стигна и до финалето од Лигата на шампионите. Познатиот нападјач Бен Арфа од јуни би може да биде нов член на каталонскиот гигант Барселона. Барселона има неколку желби кога е во прашање офанзивен двоец, но францускиот лекип пренесува дека дефинитивно изборот паднал на Бен Арфа. Крилниот играч на Ница сезона игра во голема форма, пошто го привлече вниманието на најдобрите европски клубови. Раководството на Барселона сака барем малку да го растерети ударното офанзивно трио со доведување на крилен нападјач, а најблиску до тоа е, како што тврди најогледниот француски спортски медиум, токму Бен Арфа. 29 годишниот фудбалер во кариерата настапуваше за Лион, Марсеј, Њукасл и Ница.
Времето во Македонија предпладне сончево со мала до умерена облачност, а попладне со услови за локален пораен дожд со грмежи. Дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Со информацијата за времето го заокружуваме овој информативен блок. Благодарам што ме следевте и пријатно попладне.